Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Во оваа емисија ќе зборуваме за повеќе теми, се разбира за актуелните политички случувања, за аферата околу изработувањето на лажни фалсификат лични карти, како и околу оние теми кои ги тангираат граѓаните во нивниот секојдневен живот, како што е, например, загадувањето. Почнуваме со реакции по овогодишниот говор на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во собранието. Затоа имаше доста реакции, ние ќе видиме една на новинарот аналитичар Веле Митановски. Хорхе, нашиот кардинал Ришелје, како председател на Република Македонија и во 2011 и во 2012 ги собира лидерите на политичките партии во мојот кабинет, се додека не најдат решение. Верували или не, оваа Риплиевска реченица и тврдење ги кажа Хорхе вчера во собранието. Има ли барем еден во државава што ќе поверува дека овој човек и несреќен случај може да го затвори Груевски и останатите и да ги држи, се додека не се договорат и не излезе бел чат од доджакот на вилата во која заседнат. И после Цацко му е виновен што целата нација го има на мајтап и подсмев. Тоа го пишува Веле Митановски. Одиме со еден текст кој е посветен на една тема за која се повеќе се зборува во јавноста, а тоа е за можното одлагање на изборите во април, бидејќи за нив не се создадени елементарни услови за одржување на фер и демократски избори, со оглед на тоа што се пробиваат сите зададени рокови од договорот од Пржино. За ова пишува Плюсинфо и Мими Шушлевска. Изборите да се одложат, ама и нешто паметно да се сработи. Дел од аналитичарите не веруваат дека пролонгирањето за неколку месеци може да даде некаков резултат, бидејќи работите ќе продолжат во истиот манир како и сега. Други пак сметаат дека пролонгирање на изборите мора да има, затоа што времето треба да помине од спроведување на реформите до изборите е круцијален дел од договорот. Во тој период треба реформите да дадат резултати, односно да се промени климата во општеството. Изборите мора да се одложат без дискусија за оној временски период за кој се одлага спроведувањето на парцијалните решенија од договорот од Пржино. Овој договор предвидел период во кој треба, откако ќе се завршат сите реформи, да останат 4 до 5 месеци за новата влада во рамките на новите решенија од реформите да воспостави некаков нормален систем кој ќе биде подготвен да се соочи со изборите. Ако тој период се сведе на месец или два, тогаш договорот е срушен, вели професорот Љубомир Фрчковски. Значи, тука се користи една изјава, мислење на професорот Фрчковски. Продолжуваме со Ерол Ризалов, кој во своите редовни колумни овој пат пишува за Катица Јанева. Зврлевски во контрола на Јанева. Ова мангупско надмудрување попреми драматични димензии кои ја принудија обвинителката Јанева да се обрати до јавноста со укажување дека се кршат воспоставените принципи на автономност и на финансиска независност на специјалното јавно обвинителство за гонење на кривични дела кои произлегуваат од преслушувањето. Парламентот не го прифати ова предупредување и ја погази практично и сопствената неодамнешна одлука која ја донесе речиси едногласно за отстранување на секакво финансиско или политичко влијание во работењето на специјалното обвинителство. Катица Јанева, со првите најавени и преземени чекори во остварување на работните обврски, за што е формирано специјалното обвинителство, предизвика шок во највисокиот врв на ВМРО ДПМН и на владата, што се виде со разни притисоци и обиди за блокирање на обвинителството и особено со жестоката медиумска харанга за компромитација и на обвинителката, на низините соработници и на институцијата специјално обвинителство. Тоа го пишува Ризаов. Продолжуваме со уште една тема која бранува јавноста, а тоа е можното отстранување од раководната позиција на досегашниот главен и одговорен уредник на Вест, функција која Горан Михаловски ја врши 20 на години. Сега за тоа пишува Звездан Георгиевски. Насловот на неговата колумна е "А крај нема".
Случајот со главниот уредник на Вест е продолжување на практиката на заштита на партикуларните наспроти јавните интереси. Проценката е дека априлските избори, ако се одржат, ќе бидат најважните избори во историјата на независна Македонија, па власта според уиграната шема започна со доосвојување на медиумскиот простор. Така беа процените изборите во 2011, кога згасна А1 и повеќе весници, а некои од националните телевизии беа целосно преземени. Од друга страна, практиката на МПМ покажува дека механизмот на непродолжување договори е традиционално средство за ослободување од неподобните уредници. На тој начин во оваа медиумска куќа кариерата ја завршија повеќе актуелни и некогашни уредници, а нивното заминување по правило означуваше и сериозно свртување во уредувачката политика. Горан Михайловски беше најдолговечниот уредник во МПМ. Тој своевремено излезе од вечер и со поголема група новинари, од кои ако не се лажам повеќето се уште се во Вестникот, го формираше Вест. Вест се профилираше како нежен таблоид, повеќе забавен и информативен, отколку аналитичен, па каков таков не им изгледаше опасно на владеачките структури. Тоа е текстот на Георгиевски. Продолжуваме со Офелија Димковска од Фокус, која најавува жестока црна пропагандна кампања која вели ќе се појави во јавноста после Нова година и за која вели граѓаните треба да бидат подготвени. Димковска својот текст го насловува главата на стоногалката. Оно што ќе го направи е најцрна кампања против се што му се спротиставуваа. Нема да се избират средства, начин, методи и за тоа треба да бидеме подготвени. Исклучените лифтови, дупнатите гуми на автомобилите, гласачите од пустец и печатењето лични карти ќе бидат шлагер во однос на тоа што допрва ќе го прави. Оно што неизмерно сака да го направи е да пушта разговори кои ќе го искомпрометираат поединци и нивните семејства, ќе ги избламира приватното и државното и ќе ги изложи на срам пред јавноста, ќе ги скара семејствата, пријателите, ќе ги изложи на јавен блам. И таа желба во крајен случај без разлика на консеквенците и тоа што ќе покаже дека и тој ги поседува снимките. Подгответе се на најцрната кампања што може да се замисли, не на овие простори, туку и многу пошироко. Под водство на маркетиншките магови, тој ќе се претвори во се што никогаш не бил, ниту има намера да биде. Тоа го пишува Офелија Димковска, која најавува дека наскоро во Македонија ќе почне пуштање на дел од тие познати опозицијски бомби, но вели дека овој пат тоа пуштање ќе дојде од друга страна и дека во јавноста ќе бидат пуштени многу приватни разговори. Одиме со Дарко Јаневски, главен и одговорен уредник на Дневник, кој исто така пишува за пропагандата, но сега пишува од друга насока. Осквернување на Гебелс и Аги Троповците, пишува Јаневски. И не им е срам, потоа истите да не ги продаваат како репер за медиумски слободи. Не дека нешто е преплавена со рози Македонија, ако им се смеела, ова е вулгарно, им се подбивал алкохоличарот на пијаниците. Слушам Владен Милчен пред некој ден нешто го чешал јазикот со авторот на овие редови. Демек бил дел од некаков хор. Си го губи времето човекот. Наместо да го искористи да побара донација од фирми, од новиот бренд на фирмата, која за некои лица произвела диазепам, што се вика Тома Аджиев. Но тоа е Македонија денес, кога можат американците да бидат во коалиција со комунистите, зошто кодошите да не може да бидат отворено општество? Впрочем, на чие барање храброто ВМРО се согласи да престане процесот на лустрација. Тоа го пишува Дарко Јаневски. Емисијата ја продолжуваме со една афера која бранува јавноста, а тоа е случајот со фалсификуваните лични карти, кој го објави неделникот Фокус.
Сега оваа афера се разви на многу интересни начини. Еден од тие е и она што сега го најавивме од страна на Офелија Димковска, е дека во таа наводна работилница на фалсификувани лични карти дека се пронајдени и дел од преслушуваните разговори кои ги посетува опозицијата, така вели власта, и дека тие разговори се расширени на широко, не само во Македонија, туку и во регионот, и тоа значи дека е можно да се очекуваат тие разговори да едноставно да излезат од контрола. Ова е дел од целата приказна која се разви по откривањето на аферата со лажните лични карти. Одиме првен со Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН. Милошовски вели: Заев го прекрши договорот од Пржина. Милошовски го праша Заев зошто не ја одговори на македонската јавност, зашто разговарал со криминалецот Захир Бекири, кој во моментов е во затвор поради изнуда, и зошто одбегнал да ја одговори на јавноста, зошто разговарал со Захир Бекири кога тој му бил во посета на канцеларијата. Господине Заев, како председател на СДСМ на јавноста и должите одговор, како се најдоа 70.000 нелегално прислушувани разговори во рацете на вашиот пријател, а познат криминалец Захир Бекири. Господине Заев, истрагата за аферата фалсификувани лични карти не ја отвора и вашиот генерален секретар и технички министер Оливер Спасовски. Оливер Спасовски како министер за внатрешни работи бараше оваа истрага да биде што побавна, сега знаеме и зошто, рече Милошовски. Тоа се тие прозивки за Заев, а лидерот на СДСМ има и одговор, ќе видиме дел од нив. Еден од нив е дека Заев вели пропагандата на Груевски режира нов филм. Паниката која покажува премиерот Никола Груевски и неговите соработници е обид да најдат спас од безизлезот. Според него, тие знаат колку длабоко се влезени во криминал и корупцијски скандали и сега го прават истото како што почнал проектот Вистината за Македонија. Сега, како што наведе Заев, тоа го прават со аферата фалсификувани лични карти и пропагандата на Груевски режира нов филм. А Заев има и одговор зошто се среќавал со посоченото лице за кое прашува ВМРО-ДПМН со Захир Бекири, и тој Заев вели дури дека Бекири е и член на СДСМ. Заев со признание во топ тема, Захир Бекири Чауш е член на СДСМ. Го спомнуваат и еден од осомничените лица во овој случај со личните карти, да дадам одговор и да нема дилеми. Јас сум тој, заедно со раководството на СДСМ, кој што повеќе од 2 години ги повикува сите граѓани кои што поседуваат докази за криминал, за корупција, за незаконско работење на оваа власт, да го достават тоа. Сум се среќавал со сите луѓе и сега обвинувањето е зошто Заев со осомничено лице се сликал, се среќавал или слично. Зошто Заев се сликал со осомничено лице, одговори Зоран Заев, и меѓу другото Зоран Заев кажа дека се среќава со многу осомничени лица и интересно е што во еден од одговорите вели дека тој се среќавал и со премиерот Груевски, кој исто така е осомничено лице за криминал, како што вели Зоран Заев. Одиме со Оливер Спасовски, значи министерот за внатрешни работи, кој вели истрагата за личните карти е комплексна и чувствителна. На запленетите фалсификувани лични карти видливи се датумите на нивното издавање од 2009 до 2014 и мињата и матричните броеви се точни. Нема бегање од фактор дека се злоупотребени идентитетите на граѓаните. Само државните институции поседуваат вакви податоци. Тоа говори дека е можна институционална злоупотреба, на што одговор ќе даде истрагата, изјави Спасовски, додавајќи дека истрагата е комплексна и чувствителна и поради тоа не е во интерес во овој момент, додека е во тек да се соопштуваат детали од неа. А за целата афера се огласи и новинарот Љубиша Арсич од Фокус,
значи оној кој ја отвори самата афера и кој сега вели дека тој и вестникот Фокус не може да донесат пресуда која е во право во однос на обвинувањата меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, тој вели дека неделникот ја отворил аферата и сега треба институциите, доколку може да се разбира, да истражат кој и зошто фалсификувал лични карти. Еве го насловот, место политички обвинувања да се открие кој фалсификувал и кој нарачал. Дали СДСМ ја произвела аферата? Не знам. Дали власта ја произвела? Исто не знам. Нашиот став во Фокус е јасен. Ако СДСМ фалсификувал, тогаш затвор за СДСМ. Ако ВМРО ДПМН фалсификувал, тогаш затвор за ВМРО ДПМН. Ние сме медиум кој анонимниот извор го искористил да ги објави личните карти дека постојат и да алармира дека некој некаде сторил кривично дело. Ние ниту тогаш, ниту сега не тврдиме кој ја пласира аферата и со каква цел, и затоа постојано ги прашуваме истите прашања. Кој фалсификувал и со каква цел? Уште поголем проблем е кој е нарачател на личните карти и каде завршиле. Но ако се следи соопштението на МВР, тогаш не знам дали тоа што е откриено кај нив може да се доведе во врска со личните карти, вели Арсик за Нова. И една интересна колумна која може да се доведе во контекст на сите овие случувања имаше главниот уредник на Сител Драган Павловик Латас, кој сега во својата колумна го повикува Бранко Црвенковски. Ете и колумната на Драган Павловик е насловена лична карта. Друже, Бранко брате, дали ова твојата партија оној СДСМ од она време? Само твојата партија, твојот СДСМ е фатен како печати фалца лични карти и пасоши. Прво со намера на расипа начин да му спакува лажна афера на ВМРО ДПМН, а потоа да ја искористи гужвата од таа афера и да ги употреби тие лични карти за избори. Местењето избори ни на тебе, Бранко, не ти беше страно. Тито Петковски патентираше бугарски воз за таа намена. Во прилеп ги фатија вашите полначи на кутии. Суд ги осуди, а ти, Бранко, и нив ги амнестираше. Имало се и сешто, но ова сега го немало никогаш, ова е дно, Бранко. Твојата партија, твојот СДСМ е дел од мафија, тоа не е партија. Ова го пишува Драган Павловик Латас. Емисијата ја продолжуваме со уште еден настан кој одекна силно во јавноста, а посебно силно на социјалните мрежи, значи оној сегмент кој особено го таргетира Трета порта, а тоа е говорот на премиерот Груевски повод националниот празник на турците. Овој говор не би бил ништо посебен од сите оние говори кои ги држи премиерот редовно за неговото време да не се случеше еден несекојдневен инцидент, а тоа е премиерот Груевски пред да почне да зборува да биде исвиркан од луѓето од салата кои присуствуваа на говорот. Пред да ги видиме коментарите и реакциите, први да го видиме самиот настан за она што зборуваме, да го видиме свиркањето. Почитувани пратеници во парламентот, почитуван вице-премиер на владата на Република Турција, господине Ардоган, почитуван председател на Матуситеп, господине Ибрахим. Сега, како што кажав, за ова има повеќе реакции, ќе почнеме првен од турската опозицијска партија ТХП во земјава, која го коментираше овој случај. ТХП вели, со кое лице Груевски се појави на прослава на националниот празник на турците? Која перверзија и контрадикторност е тоа што Груевски ги поздравува турците по повод денот на образование на турски јазик, а голем дел од турските ученици наставата ја следат во несовремени услови, немаат учебници на свој мајчин јазик. Дали Груевски заслужи да се појават на прославата, затоа
тоа што знае да го фати Груевски за уши и да ги носи на гласање. Или пак заради тоа што владата со чело на Груевски, турската заедница во Македонија ја третира како граѓани од трет ред кои се дискриминирани во секој поглед и сегмент од општеството, соопштуваат од партијата. Тоа е таа реакција, а сега на социјалните мрежи се разви и една дебата во однос на самиот настан. Дел од порталите, од сајтовите излегува и во директна одбрана на Груевски, велат дека ова што се случило било монтаж. Еве, например, порталот Infomax, тој употребува уште еден настан, хет-трик со фалсификати денес, трет обид на сороспиите и опозицијата да фабрикуваат, монтираат и лажат. И при тоа се користи една случка што исто така беше тој ден. Тоа е една очигледна фотографија монтажа која се објави на дел од порталите, каде што наводно премиерот Груевски е сликан со еден од осомничените во аферата лични карти. Тоа е очигледна монтажа, но потоа Infomax отиде и понатаму, кажа дека и ова што се случило на настан на турците било монтажа. Имено, тие монтирале наводно извиркување на премиерот Груевски од страна на присутни на одбележувањето на денот на наставата на турски јазик, а всушност присутните не извиркуваат, туку радосно скандираат поради проектите кои Груевски ги најави за турската заедница во Македонија. Но тие се обиделе да вметнат звуци од фудбалски надпревар со извиркување под гледнете ја мизерната монтажа. Е сега тука Infomax става видео и става уште едно видео за кое вели дека е вистинско без тоа извиркување. И тука Infomax пушта дел од говорот на премиерот, но тука она што не се случува е што Infomax не го пушта оној дел каде што Груевски пред да излезе на сцена кога се случува свиркањето, туку пушта исечок директно од говорот на премиерот Груевски. Значи, обидот да се докаже дека свиркањето на делот на денот на турците било монтажа некако е неуспешен, а кога сме кај турците, од опозицијската ТГП има уште една прилично интересна реакција, овој пат на говор на пратеник на ВМРО ДПМН во собранието. Имено турската партија реагира дека пратеникот на ВМРО ДПМН навредливо го ословил еден од најголемите градови во Турција, тоа е Истанбул. ТГП бара извинување, момчело, Истанбул не е Цариград. Ваквиот настап на Аврамовски е директна закана и навреда за добрите односи меѓу братските земји Република Македонија и Република Турција. Истанбул е главен град на светската цивилизација, град кој ги спојува сите култури и религии. Денеска Аврамовски со својот пристап ги повреди чувствата на турската заедница која живее во Македонија, но и на сите турци, вклучувајќи и братската Република Турција. Ние сме убедени дека денешниот некоректен чин е само уште еден доказ дека ВМРО ДПМН има деструктивна политика која станува збор за соживот и меѓуетничка почит. Затоа подитно бараме извинување лично од момчело Аврамовски, но и од страна на ВМРО ДПМН. Тоа е таа реакција на турската партија. Сега емисијата ја продолжуваме со дел од останатите содржини. Една од нив е енормното загадување кое ги погодува македонските градови, но пред се Тетово, Скопје, Битола. Во Тетово се одржаа неколку протести имаше во Скопје, не толку бројни. Сега за ова реагираат дел од оние Facebook и Twitter активисти. Еден од нив е Владко Василј, кој повторно доби награда за највлијателен твитерџија. Сега Владко Василј пишува на Facebook. Знам дека веќе е испланирано времето, имате поддршка од мене и ќе присуствувам на протестот. Но и како идеја ми дојде. Ако на 28 се соберат многу луѓе кои се загрижени за своето здравје и здравјето на своите најблиски, тогаш следниот протест да го договориме рано са бајле, околу 8-9 саат.
и да го затвориме цело Скопје, да ги блокираме сите улици да не може кола да помине. Скопје празно да го оставиме. Сите да знаат, сите да дознаат што се случува и додека свират со колите, да размислат зошто се бунат дека блокираме, да сватат дека тоа го правиме за нивно добро. Ако треба ќе договориме и слободен дел од работа ќе бараме, кој може и на кого ќе му дозволат ќе дојде. И така ако успееме, никој нема да стигне на работа затоа што ќе биде затворено Скопје. Па нека ги остават колите и нека тргнат пешки и нека сватат што дишат, додека одат пешки на работа, следниот протест истите тие ќе дојдат. Тоа го пишува Владко Василј. Кога сме кај загадувањето, уште една колумна на Жарко Василевски во Нова Македонија, кој вели: не чекајте поволен ветар. Полека но сигурно изминува и оваа тешка, темна, полна со PM10 честици зима. Загадувањето удира во плафон и брои рекорди, додека ние се уште дебатираме за тоа дали треба да бараме некаков траен спас од отровниот воздух. Така дебатирајќи ден по ден, недела по недела, месец по месец, се вдишуваме се поголем и поголем број отровни честици што трајно влијаат на нашето здравје. Иако некои од граѓаните во Скопје и во Тетово се разбудија, па излегува на улица барајќи чист воздух, сепак поголемиот дел од општеството спие и чека да дувне ветар. Кога ќе дувне и каков ветар се уште не се знае, но битно никој ништо не презема во колективното самоубиство наречено масовно, анонимно, јавно труење. И за уште еден настан има реакција која е поврзан и со загадувањето, но и со академските слободи и со автономијата на универзитетот. Тоа е сечењето на дрвјата во кампусот на УКИМ. Сега има реакција за ректорот, ја пишува Емилијан Илјовски, кој вели: Велимир конечно се јави, ваистина се јави. Ректорот Стојковски свечено накитен како што доликува за новогодишните празници, се прогласи за ненадлежен за исечените дрва во студентскиот камп, но се најде надлежен да подлече дека студентите се изманипулирани. И емисијата ќе ја завршиме со уште неколку содржини кои се некако како еден заклучок на целата емисија и кои се однесуваат на сето она што се случува во Македонија. Тоа се оние коментари, анализи кои се јавуваат по сите тие актуелни случувања. Глутница на срамот, пишува Бошко Нацевски на Фейсбук, и потоа тоа е објавено од дел од медиумите, овој пат од порталот Либертас. Ова што се случува во државава не е лудило, туку морален дебакал. Со секој изминат ден, чекорите што ги прави власта потврдува дека ние не сме имале влада или парламент, туку арамиско гнездо криминално подземје. Од еден систем во кој беа изградени препознатливи морални вредности, а човекот ја избори својата највисока цена, лажни демократи, ментално дефектни, порочно свирепи типови не втурнаа во епоха на мракоумие, систематски грабеж. Лагите, измамите и фалсификатите не се промовираат како епохални дострели на нивното монструозно поимање на демократијата. Тортурата на нивната милитантност ни ја продаваат како ренесансна доктрина која е продукт на брутални, болни умови и потврдено анационални битанги, кои до странни граници го девалвираа угледот на нацијата, на народот и на државата. Тоа го пишува Бошко Нацевски. И емисијата ќе ја завршиме со српскиот аналитичар Бошко Јакшик, кој пишува за Македонија. Значи, интересна колумна објавена во Нова Македонија. Насловена е "Колку ќе потрае Македонија". Целата колумна е прилично долга, аналитична, поврзана е пред се со спорот околу името. Можете да ја прочитате на Нова Македонија, а ние ќе видиме само дел каде што Јакшик завршува.
Истото тоа важи и за НАТО. Поканата за Црнагора го актуализира прашањето за проширување на Западната војна алијанса, а Барак Обама никако не би сакал да влезе во историјата како прв претседател на Соединетите Американски држави по студената војна, во чиј мандат немало примање нови членки во НАТО. Тоа во 2016 година би можело да бидат добри вести за Република Македонија, која по четврт век го демантира сомничавиот Цајрус Венс и успешно опстои. Но сепак, на планот на интеграциите секако не треба да се очекуваат позначаен пробив пред изборите во април. До тогаш, шансите за кревање на рампата на патот на Македонија кон ЕУ и НАТО се еднакви на нула. Тоа го пишува Бошко Јакшик. И со неговата колумна јас завршуваме и оваа трета порта. Емисијата гледајте секоја среда во 19 часот и 15 минути. Не го заборавајте нашето мото, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. А со таа мисла останете и со програмата на 24 вести.